Колкав е бројот на децата иселеници кои што сакаат да го изучуваат мајчиниот јазик и од кои држави најчесто доаѓаат? Агенцијата обезбеди услови на 30 деца. Во таа програма, во таа летна школа, јас мислам дека поради квалитетната изработка на истата се надоврзаат дополнителни организации каде што они сакаат да ги вклучат нивните деца во нашата школа. Тоа се Сдруженијето на македонците во Хрватска, во градот Загреб, кои што пратија нивна екипа, нивни тим, како и деца од Загреб, македончињи од Загреб, кои што го изучуваат веќе македонскиот јазик во градот Загреб. Исто така се вклучија и Хрватско-македонското здружение со проектот Дружење на децата од диаспора, каде што имаат можност хрватските деца од Македонија, како и македончињата од Хрватска, да се запознаат, да се здружат и да ги споделат своите искуства. Од која земја каде што има иселеници Македонија најмногу има пријавено за да го изучуваат мајчиниот јазик? Бевме срекни оваа година и јас сум многу радосен дека имавме, да кажеме, од широко по широко деца од Англија, Данска, Шведска, Србија, Словенија, Хрватска, но најголем број, бидејќи беа вклучени со таа програма од Македонското здружение од Хрватска, највеќе имаме од Хрватска. Предрасудите, и тоа пак и многу интересна е темата, дека зависно која генерација и колку долго се иселени од Македонија. Значи, ние имаме свежи иселени, кои што се од 2000-та па навака, кои имаат реална слика каква е Македонија. Додека имаме иселени генерацијски од 18 век во Америка, кога првите иселеници се отидени, што нивниот пристап на информации е сепак ограничен. Имаме луѓе кои што не дошле подолг период да се видат родната земја, па имаат своји мислења. Колку придонесуваат иселениците во Македонија со оглед на фактот што се знае дека имаат потесни членови на семејствата тука во државава, пред се е јасно дека извршуваат трансфери на пари кај нив? Ова е моја мислење, информациите кои што ги имам јас е дека на годишно ниво средствата донесени од диаспора се помеѓу 1 милијарда и милијарда и половина евра годишно. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.